А сега е време за гости. Првиот гостин е нашата драга колешка Ирена, веќе пристигна во нашето студио. И тоа како ни е важно токму во овој период од годината, особено во почетокот на летото, кога и се покачија високите температури, да добиеме правилни совети за исхрана во текот на летниот период. Добро утро за Антонио, познат нутриционист, и добро утро Иренче за тебе. Драго ми е што имате интересен разговор, многу корисен за сите генерации кои што не следат. И за највозрасната категорија на граѓани, но и за оние кои што се родители на деца кои се уште не умеат сами да подготвуваат храна по лето. Токму така. Добро утро, Суза. Сега се гледаме прв пат. Благодарам за убавата најава. Почитувани, како што ни кажа Суза, имаме навистина убава, интересна и многу пред се корисна тема ова утро. Зборуваме за совети за правилна исхрана во овој летен период, кога температурите достигнуваат и до високи 40 степени, така ќе биде и оваа недела, како што слушнав наутро са бајле од временската прогноза од Суза што ви ја прочита. Значи, навистина треба да внимаваме што внесуваме, за да можеме полесно да го поминеме овој летен период. Летото ни е веќе во полн ек. Како што гледате, и Сузе го најави наш гостин ова утро, Антонио Велковски, нутриционист. Антонио, добро ви утро. Благодарам што сте ова утро заедно со нас, со нашите гледачи. И со задоволство ќе ги споделите вашите совети, вашите знаења, огромни знаења од областа на нутриционизмот. Ние се зборувавме пред да влеземе овде во студиото, некои совети споделивте, ама убаво и гледачите да слушнат. Веднаш за почеток би ве прашала како е најправилно да се исхрануваме во овој летен период, кога е многу жешко времето, кој е најправилниот внес на витамини и минерали? Како да ја избалансираме храната? Добро утро, прво, и мило ми е што ме поканивте во утринската програма. Јас секогаш викам пролет, лето и есен се идеален период за малку да направиме промени во исхраната кон повеќе консумирање зеленчуци, овошја, значи храна која што содржи доста од една страна вода, течност, од друга страна доста витамини и минерали. Јас конкретно, кога составувам програми за исхрана за моите клиенти, и кога некој ќе ми каже дека не консумира ваков зеленчук, таков зеленчук, навистина ми е многу тешко да ги достигнам хранливите материи што сметам дека му се потребни во текот на една недела, во текот на еден месец. Затоа што кога немаме доволно зеленчук и овошје, како што често знаеме во зимскиот период, нели, да имаме, да ни биде исхраната, организмот на некој начин му недостасуваат тие витамини и минерали кои сега можеме, баш ни се надофат на можеме лесно да ги воведеме во исхраната и малку да го вратиме во форма. Организмот, да. Сега, значи, кој тип на овошје и зеленчук го препорачувате во летниот период? Претпоставувам дека тоа е овошје и зеленчук кој што во себе содржи многу течности, многу вода, бидејќи тоа ни е потребно во лето. Тоа е лубеницата, претпоставувам, дињата, ама еве вие како нутриционист да кажете што најмногу, кој овош и зеленчук најмногу се препорачува во летниот период? Па јас би рекол сезонското. Не дека сега нели треба да ги избегнеме портокал, лимон, ги има на пазарите, меѓутоа ајде малку да се посветиме на сезонското овоше. Ги конзумиравме многу во текот на зимата. Да, ги имаше многу, во текот на зимата. Сега забележа дека уште има и увозни јаболка, ама едноставно сега имаме друго овоше што можеме да го замениме, кое што патем речено е богато со антиоксиданти. Да земеме на пример праска, лубеница, еве диња нека е, или сега ќе почнат да излегуваат и малини капини, веќе за годите веќе е доцна, нели? Меѓутоа сега ќе почнат малини капини, боровинки, ги има во овој период, содржат доста витамин С, доста витамин А, не само овошјето, и зеленчукот, пиперките содржат доста витамин С, дури некош можеби и повеќе и од лимон, кој што нели е најпопуларен извор. Да, свежа кога се јаде. Кога и не е премногу чувана на собна температура или во фрижидер. Така што тие антиоксиданти кои што сега ги има овошјето, на пример каротеноидите кои што ги содржи, односно обоените материи, да ги речам, што ја даваат бојата на овошјето и на зеленчукот. Сега ги има највеќе, сега најмногу може да се состави една чинија полна со овошје, со зеленчук кој што ќе ги дава сите бои различни, жолти, зелени, нели, портокалови. Баш е овој период
периодот кога може да се направи да се јаде една чинија во боја, една боја на чинија. Да, ете така, баш така. Сите бои да ги има во чинијата, колку пошарено, толку поздраво да речеме, нели? Сега, она што ми се наметнува веднаш како прашање. Како е правилно да се конзумира овошјето и зеленчукот во текот на денот? Значи, слушаме дека наутро е потребно овошје, па потоа што, за да имаме да кажам, еден ден да имаме здрави оброци. Според вас, како кажуваат нутриционистите? Вака, значи, строги правила искрено не постојат. Значи, јас не би сакал уште па и да ставам некои ограничување со оглед на тоа што се соочувам со многу луѓе кои што воопшто и не сакаат да конзумираат зеленчуки и овошје, уште ако им поставам правила, значи уште повеќе ги исплашам. Така што јас како ги распоредувам кога ги создавам програмите, некако најлесно ми е овошјето да го вклучам во доручекот и во ужините. Да. Во доручекот и во ужините, кога луѓе сакаат овесни каши, например, нешто не се задолжителни, само сакам да кажам дека така лесно ми доаѓа да ги вклучам во исхраната. Луѓе знам дека често сакаат посебно овој период во ужината да го вклучат, односно кога имаат големи паузи меѓу оброци, например меѓу доручекот и ручекот, например се на работа. И често ме прашуваат, еве што да јадам на работа, не можам да носам јадење. Викам сега е идеално да се земе некоја овошка, например некоја праска со неколку бадеми, лешници заедно и веќе имаме некој мини оброк што ќе ни држи, ќе ни дозволи да го одложиме следниот поголем оброк за некој час или два и на тој начин нема да дојдеме дома прегладнети, посебно што има нели работни места каде што реално и не може да се јаде нели да се однесе храна нели на работа. Добро е тие што можат да однесат храна, има други што не можат да однесат храна. Така што овошјето е нешто што може да се стави во ранец, во чанта и било како и да се понесе со себе и да биде идеална ужина. Убава и здрава ужинка. Кој е размакот, Антонио, помеѓу оброците? Еве си одат веќе и фотографиите кои што не ги испративте вие, малку подоцна ќе зборуваме, ќе споделиме некои здрави, брзи рецепти за летниот период. Ова се ваши фотографии од подготвени од ајде да јадеме од вашиот готвач. Фотосесијата за постниот готвач и овека баш ги избраве салатите кои што не бараат готвење, тоа некако ни беше нели се наметна како тема. И затоа ги одбрав овие фотографии чисто да се види дека може да се направат целосни оброци и без готвење, без премногу готвење, ајде да речеме, затоа што ќе не заситат, здрави се и може и да се ослабне оваа се полнети пиперки, претпоставувам. Полнети тиквици. Тиквички беа. Добро, мене ми се најомилени полнети пиперки, а овие се претпоставувам постни, така? Да, постни се сите овие, да. Значи, кој е правилното време помеѓу оброците? Доручек, па ужинка на колку часа, па ручек на колку часа, па ужинка, па вечера. 5 оброка е потребно така во текот на денот? Зависи за кого како. Значи, јас одам 3 до 4 оброци, вклучувајќи нели тука и ужината. Најчесто преферирам паузите меѓу оброците да се некаде од 3 до 5 часа. Зошто? 2 часа мислам дека претходниот оброк значи не заситил доволно. Обично, ако гледаме физиолошки, за 2 часа желудникот е некаде би требало, ако сме јаделе нормално, испразнет до 50%, веќе кога станува збор за 4 часа, веќе некаде до 90%. И добиваме веќе сигнали од желудникот дека нели е празен, дека ни се јаде, се ослободува простор, нели се лачи плунка повеќе. И некоја логика би било од 3 до 5 часа пауза меѓу оброците да биде најоптимална. Јас секогаш им кажувам и на моите клиенти дека ако видам некој дека јаде направил пауза 6 до 7 часа, тоа значи или се преал на претходниот оброк, или комплетно заборавил дека треба да јаде, а тоа се случува посебно во работни денови, кога имаме многу врски, па подоцна ќе јадам, и се собираат некои 6 до 7 часа и тоа ми е идеално за прејадување на следниот оброк. И после ми кажуваат луѓе... Не намалив тежина. Да, не намалив тежина, јадам еден оброк во денот или 2 оброка, ама кога ќе седнам да јадам, тоа е огромна количина и многу често имам потреба благо да јадам после тоа. И веќе мене ми се тоа сигнали дека е преголема паузата. Значи дека е грешка да се прават големи паузи, така? Треба да се јаде помалку, здраво и почесто. Така, значи на некои 3 до 5 часа е најоптимално. Ако се јаде нели нормални порции, пак ќе речам, ако некој нема желба да јаде некои 6-7 часа, тоа значи се преал на претходниот оброк, премногу изел и сега малку потешко желудникот ја обработува таа храна, може би била премрсна, претешка за обработка.
Исто тоа мене ми е симптом. А што е со оние што јадат еднаш во денот? Познавам и многу такви луѓе. Еднаш во денот доволно ми е и толку. Јас обично не осудувам, не ги осудувам навиките на луѓето, само гледам да сугерирам корекции. Така. Според мене во еден оброк не може да се внесат сите хранливи материи што му се потребни на организмот за цел ден и сметам дека кога одеднаш ќе се внесе многу храна, прво е големо оптоварување за целиот дигестивен систем. Точно. За да ја обработи таа храна. Второ, што ми е пореална слика, повторно ќе кажам од искуство со клиенти, е тоа што кога луѓе ќе кажат јадам еден или два оброка во денот и друго, нели немам други оброци, се мисли на официјални оброци, официјален еден оброк. А грицкањето помеѓу не се смета, да. Ќе земам, ќе се напијам кафе со шеќер, да речеме, или ќе земам нешто што децата дома оставиле и тоа не го сметам за оброк. Го сметам за оброк само кога ќе седнам на маса и јадам. Да. И пореално ми е дека така се случува отколку дека вистински некој обстојува само со еден оброк во текот на денот. Во текот на денот, да. Препорачувате ли суплементи, влез на суплементи во летниот период со оглед на тоа што навистина имаме, еве и ние како држава Македонија сме навистина изобилуваме со овош и зеленчук, поготово во лето има буквално од се по нешто, имаме дури, зборувавме и за она овоше што е сега популарно, а се увезува, кажавте дека не сте противник на таквото овоше, како манго, авокадо, или не сум ни јас сепак. Меѓутоа, препорачувате во летниот период внес на некои суплементи, можеби како екстра витамин С, магнезиум, можеби, или тоа си е се доволно би можело да биде преку исхраната? Вака сега, никогаш ние не знаеме организмот што ќе искористи од храната што ја консумираме. Значи, не можеме да бидеме сигурни, нели? Наше е да му дадеме на организмот разновидна храна и да видиме како ќе функционира. Витамин С во овој период па воопшто не ми е потребен некако да се суплементира, затоа што толку има многу храна со витамин С. Го има апсолутно, да не речам, во секој овош и зеленчук овој период. Единствено што може би е проблем тоа што поради високите температури има луѓе што премногу се потат или да речеме функционираат баш во најжешките делови од денот или спортуваат кога е многу топло или сега теретаните знаат да бидат премногу топли, нели премногу луѓе и премногу пот да се изфрла, така што може би има логика кај многумина електролити да внесуваат дополнително во суплементирана форма, затоа што преку потта доста се изфрлаат. Па може да се чувствува да има чувство на зашеметеност после тоа, односно да не може да се хидрира доволно организмот само со пиење, да речеме, 2 литри вода или 3 литри вода. Така што суплементацијата со електролити во овој период ми наоѓа некоја логика. Другото, реално според тоа кој какви има потреби, меѓутоа кај еден здрав организам не би требало нешто плюс да се внесува. Веднаш да се надоврземе за внесот на течности, бидејќи ги споменавте, многу е важно да биде организмот во летно време хидриран, значи доволен внес. Колку е за еден здрав организам потребно во лето да се внесе течност и детоксот? Дали се препорачува во лето или си имаме природен детокс во лето? Да, имаме природен детокс кој што треба ние само да го поддржиме со храната. Значи ние што правиме, знаеме да се прејадуваме храна која што, да речеме, на некој начин ќе ги запре тие. Нема да ги запре, меѓутоа ќе ги успори тие детокс процеси, а под детокс мислиме на редовно празнење на цревата, нели редовно одење во тоалет, потење, дишење и така натаму. Меѓутоа ние знаеме да избегнуваме храната што има диететски влакна, па малку дигестијата да ја нарушиме или не пиеме доволно течности како што рековте. Инаку хидратацијата ни е потребна не само во лето, туку и во зима. Постојано испарува организмот, изфрламе на разни начини течности од организмот, меѓутоа во лето тоа е уште позасилено поради високите температури, нели. Колку треба да се пие течности зависи од тоа каква ни е другата храна. Спомнавме зеленчук и овошје кои што содржат, да речеме, течност, односно вода до 70 до 90% во својата содржина. Ако ние внесуваме доволно зеленчук и овошје со некои 2-2,5 литри преку ден вода, и не мора да е само вода, може да е ладен чај, може да се пие, може цеден сок, нешто, или да речеме некој ако сака да подготвува супи сега во овој период, може и тоа се вклучува нели во течностите. Меѓутоа, ако некој нема баш навика да внесува толку зеленчук и овоше, баш треба да го зголеми внесот на течности малку повеќе, макар што јас би препорачал да има една комбинација. Зеленчукот и овошето да бидат дополнение на течностите што ќе ги внесуваме во текот на денот. Го споменавме овошјето и кое овоше
сега најмногу се користи. А што е со зеленчукот? Кажавте неколку пати дека зеленчукот има течности, ама еве и јас не знам кој зеленчук има најмногу вака течности за овој летен период и салатите претпоставувам секогаш се добре дојдени и се за оние кои што сакаат да симнат некое кило. Да. Значи не заситуваат, а сепак немаат многу калории. Кои салати сега ги препорачувате овој период? Јас, например, каква комбинација? Од тоа што гледам на пазар сега многу блитви има, нели, затоа што имаме многу врнежлив период и блитвите ги има и мислам дека се по доста пристапна цена во овој период. Можеби спанаќот на овие високи температури малку не обстојува. Меѓутоа тие се одлични. Зелениот зеленчук. Блитвата свежа? Да, блитвата свежа, може и малку обарена. Значи можеби дури подобре малку да е обарена. Минута две во жешка вода. Чисто нели тие оксалати кои што постојат во неа да се намали процентот за да може хранливите материи да се поискористливи. Инаку еве доматот и краставицата нели ги сместуваме класично во групата на зеленчуци. Краставицата е дури 90% вода, да. Нешто слично како и лубеницата. Така што не сме во никој случај да се избегнува. Па дури и кромидот кој што исто така сега има доста сочен кромид. Има. Да. И не е лут. Има некоја сорта што не е многу лут. Да, по благоњава некако е. Да не ги забораваме пак и речам пиперките во овој период. Сега ќе излегуваат нели за еден месец отприлика би требало и црвените пиперки да излезат, кои што исто така се доста со вода и витамин С. Само ќе препорачам да не се чува предолго зеленчукот на собна температура за тие хранливи материи кои што не се толку стабилни, односно со фрижидер? Да, во фрижидер најдобро е, за да можат да се задржат колку што е можно повеќе, затоа што зеленчукот чуван долго време на собна температура, С витаминот знаеме дека ќе се убие едноставно. Или еве кај зелениве зеленчуци кои што се доста богати со фолна киселина, со фолат, фолна киселина знаеме како синтетичка варијанта, може на собна температура ако долго време се чуваат да се намали доста процентот на фолната киселина. Така што на ладно да ги чуваме и колку што е можно побрзо да ги конзумираме. Да, од кога ќе ги купиме. Така што значи да не купуваме многу, помалку. Така, да не купуваме многу, да не се чуваат по една недела, две во фрижидер, прво ќе изгубат нели од самиот квалитет, да. Ама и хранливите материи ќе се намалат. Значи за едно 3-4 дена па нови да си купиме и тоа би било непрактично. Да. Се ближиме некако при крај на разговорот, ама мислам дека имаме уште некоја минутка плюс. Би сакала овде, ако може само да го земам вашиот готвач, ајде да јадеме. Ние го промовиравме овде во утринската програма. Мислам дека еве вака ќе може и да се погледне. Ајде да јадеме вкусни и постни рецепти за секој ден. Овдека Антонио би сакала да споделите вие од вашиот готвач некои брзи летни рецепти, а пред се здрави. Нешто што нема многу готвење. Да, значи јас за тие што немаат инспирација за салати имам посебен дел во готвачот и ајде малку ако може вака да прелистам, дали ќе може? Јас одржувам работилници со луѓе и таму обично се учиме да готвиме брзи оброци и например правам трансформации на некои од салатите што се во книгата. Баш ја видов таа една салата со киноа беше. Мислам дека во книгата е со лосос. Јас на работилниците често пати знам таболе има салата со киноа, таболе салата е со Макдоналдс, нели сега го има доста свеж. Комбинирам, например, зеленило, можеби некоја киноа, јатки, семки да се додадат, може да се додаде риба, јајце и да се направи целосен оброк. Сега има варени наут, има варена леќа, гравче може да се додаде во комбинација. Јас многу сакам и овоше да додадам во салатите. Да имаат малку таков специфичен вкус. Да имаат специфичен вкус, а и овошето, самата фруктоза во овошето помага да се искористат повеќе хранливите материи од салатата. Од зеленилата, например, искористувањето на железото од зелен зеленчук се зголемува баш кога ќе се додаде фруктоза, односно ќе се додаде некоја овошка. Па во овој период еве сега може малините кога ќе почнат да излегуваат да се испасираат па да се додадат како прелив, нели на салатата. Имаме една таква комбинација во готвачот. На каква салата малините да се дадат прелив? Во зелена салата, например, со млад спанаќ може убава комбинација се. Може да се направи
направи прелив од некои јатки, на пример да се изблендираат бадеми со сок од лимон и да се додадат на салатата, или да се додадат едноставно јатките во самата салата. Еве марули сега како што има може да бидат убава комбинација сусам да се додаде, на пример, кога правиме салата од типот на шопска салата, еве, нели сега најпопуларна е во овој период. Зошто да не се додаде и малку сусам за здрави масти, нели, плюс да ја збогатиме. Така што може еден куп комбинација да се направат, а во книгата има многу салати, така што може да се искористи. Може да си ја купат нашите гледачи каде книгата, каде има во литература, така ајде да јадеме. Книжарниците ги има секаде и сигурно има доволно копии, така што може да се купи. Да, и има здрави корисни совети за овој летен период. Би можеле уште многу да зборуваме на оваа тема, ама за жалете времето ни е толку лимитирано. Да сублимираме, значи се внесува доволно течности овој летен период, доволно овош, имаме лубеница, диња која што содржи многу течност, патлиџан и краставица кои што имаат многу течности, кромидот го споменавте, и да се избегнува онаа мрсна пржена храна која што ни прави тешкоти во организмот. Така, дигестијата сега, да речеме, малку организмот сега работи прековремено. Да одржи температурата нели нормална, новија температура, што ние да му додадеме и тешка храна или храна што, да речеме, на некој начин ќе го дехидрира, премногу мрсна, премногу солена, нели, или да речеме преголемо консумирање алкохол, ние само му ја отежнуваме работата и тој, еве кога го спомнаме тој детокс процес, го отежнуваме на некој начин. Така што малку полесна храна, повеќе зеленчук и овоше во овој период и би било едно супер мени, нели, за овој период. За овој летен период и полесно ќе ги поминеме овие пеколни жештини 40 температури. Суза, ние тука завршуваме, може би малку плюс некоја минутка, ама мислам дека беа на вистина корисни совети за овој летен период. Да, особено тоа за зеленчукот, многу битна работа и јас не внимавам на таа ситница, ако е веќе ситница, да го чувам зеленчукот во фрижидер. Јас обично сакам да го одложам на друго место, но еве од денеска па натаму ќе внимавам за подолго да ми трае зеленчукот. Ви благодарам многу за сите корисни совети.